80% од вработените ценат едно нешто, а само 50% од компаниите го прават. Дали некој е среќен, не зависи од тоа дали работодавачот ќе го направи среќен. Тоа е внатрешно чувство и разбирање на себе си пред се, која е мојата улога како човек и понатаму што барам јас од работата. Најчесто бараат обуки за комуникацијски вештини. Не сум поборник на тоа дека некој може да заврши курс и понатаму да работи. Таа филозофија од порано ќе завршам факултет или средно, ќе се вработам и после нема ништо ни да читам, ни да се надоградувам. Мислам дека треба и новите генерации да го заборават. Сите македонски вина се прекрасни. Што ги разликува директорите како директори од оние кои што се лидери? Па накратко би рекла, Здраво, Елена, што го врти светот? некои ќе кажат парите, некои љубовта, моќта. Јас би рекла можеби сето тоа, ако размислиме што не води нас, што не врти нас. А тоа, филозофски кажано, е потрагата по смисла на животот. Одличен одговор и апсолутно се сложувам. Сега ќе ти поставам кратки прашања, одговори ми со еден збор ако можеш. М6 или Wines of Macedonia? Па тоа е како да ме прашаш срцето или душата, и двете, би рекла. Работилници за вработени или мотивацијски говори? Мотивацијски говори. Добро. И дали повеќе преферираш да бидеш зад компјутер или во бавча? Па и двете би рекла, меѓутоа ако ме прашаш во што уживам, тогаш е тоа работа во бавча и на нива. И сега, последниот настан на кој што бевме заедно, вие во меѓувреме имавте многу други случувања, меѓутоа еве јас на кој што имав можност да бидам дел и да го модерирам, беше алхемија на среќето, односно како да се најде среќа на работното место. И вие беше во текот на недела која што тоа го одбележува и вие сте направиле истражување што за мене беше интересно, дека меѓу вработените, дека 80% од вработените ценат едно нешто, а само 50% од компаниите го прават и интересно е дека не се купуваше со пари. Што е со таа анализа? Ја идам малку за тоа што ги прави вработените среќни и што ги мотивира да даваат на работното место. Па би рекла не дали се среќни, туку дали се задоволни. Значи кога зборуваме за работно место, зборуваме за задоволство на работно место. Тоа што ги прави позадоволни и помотивирани е препознавање на нивните резултати, на тоа што го направиле. Значи, едно добро утро од менаџерот, една тимска работа, значи кога заедно работат и заедно придонесуваат, значи оние основни, најбитни суштински елементи што било кој човек го прават среќен. Но некои од компаниите, за жал, одат во крајност. Значи, мислат дека со тоа што ќе им овозможат фитнес сали на вработените, затоа што тоа се случува во Google или во други компании, дека и тука ќе функционира. Значи, на луѓето тоа не им значи. Им значи да бидат препознаени, да бидат дел од тимот, кој што ќе го стварува резултатите. Затоа што ја спомна личната мотивација, јас исто верувам дека колку што може работното место да те мотивира, толку сепак зависи и кај успешните луѓе многу битна личната мотивација. Интересна ми беше една ваша говорничка што истрчала, ми се чини 700 километри во еден ултра долг, предолг маратон, и која што, а во еден ден 100 километри, е маратонски, нели, трчач, меѓутоа ја сериозно не мотивираше дека, нели, некои работи кои што не изгледаат големи како комплексни, можеме да ги постигнеме со работа и мотивација. Која е разликата? Што препознаваш кај ваквите говорници кои што се ултра мотивирани? Што ги прави нив различни од другите? Токму тоа што се нашле себе си. И својата смисла на животот. Инаку Алекс е една од предавачите кои што ги ангажираме во М6. Најчесто се тоа врвни предавачи, експерти во својата област, кои што имаат практично искуство. Значи не зборуваме само за тренери и професори кои што
направиле ништо конкретно, затоа што компаниите кои што ги праќаат своите вработени кај нас на тренинзи, очекуваат токму такво практично искуство или мотивационен говор кој што ќе ги мотивира луѓето да станат подобри. Значи, тука може дури да го дополнам одговорот од Преска што го врти светот, луѓето што имаат храброст да направат промени. Апсолутно се сложувам во тој дел. Сега 20.000 луѓе поминале, изминативе рековме 5 години низ тренинзите кај вас. Компании многу очигледно побарале од вас одредени типови на услуги врзани со тренинг и така натаму на вработените. Какви тренинзи се бараат? Дали се тоа технички тренинзи, дали се тоа тренинзи во делот на мотивација и лидерство? Што бараат компаниите? Што има она што им е потребно? Јас имав едно мислење, ми изненади со одговорот Преска што ми го даде. Да, најчесто бараат обуки за комуникацијски вештини. За разговарање. За разговарање, затоа што многу често се случува да кога ќе дојде некој вработен нов во фирмата, не знае добар ден да каже, или не знае како мејл да напише, значи од основни комуникацијски вештини, а сметам дека се тие најбитните кои што треба да се стекнат во текот на образовниот систем. И сега, покрај тоа, што се бара, значи, во различни години и периоди различни се потребите. Значи, во време на COVID и пост-COVID годините, ние имавме извонредна побарувачка на тренинзи за change management, или како да се справиме со тие промени. Понатаму, зависи од тоа индустрија во индустрија, некои ги изгубија пазарите, па имаа потреба како да продаваат повеќе, како да најдат нови пазари. Така да околу 2023-2024 беше наоѓање пазари, комуникација, преговарање. Минативе 2 години, од кога се појави вештачката интелигенција, кај луѓето се појави внатрешен страв дека ќе бидат заменети. Да. И своите работни места дека можеби утре ќе ги немаат. И покрај тоа, и најверојатно и ради ковидот, се јавува една внатрешна несигурност кај луѓето. И сега повеќе зборуваме и бараат тренинзи за резилиенс или издржливост, за ментал хелт, значи за како да функционира тимот, значи повеќе се враќаме на оние суштинските потреби на индивидуа за да може да функционира во тимот. Да, многу ми беше интересно тоа дека баш ваквите тренинзи се бараат, ама истото ми се случува втор пат и веројатно е до мене, затоа што имаше една анализа за млади луѓе каде што ги прашуваат кои типови на вештини најмногу ви се потребни, сакате да ги развиете. И ако во нашата генерација тоа ќе беше веројатно некаков дигитален маркетинг, веб дизајн или нешто што е техничка вештина, кај оваа генерација беа комуникацијските вештини. Истото сега што компаниите го бараат, така што интересно ми е дека тоа е веројатно ни недостига каде, зошто сме ги изгубиле овие вештини. Дали ковидот влијаеше на тоа, технологијата или што е она што ги направи луѓето да не знаат да комуницираат до ниво што треба реално да одат на сериозна обука за да научат како? Тоа е во принцип почнува од тоа како ги воспитуваме децата во семејството и како тече образовниот систем. Од да речеме од основно образование па до универзитетот и понатаму и на работно место. Значи се изместија тие вредности затоа што кога ќе видите вие едно мало дете секогаш прашува зошто, има критичко размислување. И понатаму се става во некаков систем, се дефинираат некакви предрасуди, немој да прашуваш затоа што е срам, срамота да прашаш, немој да прашуваш затоа што е непријатно да се праша и така натаму, едноставно во училиштата се учи на памет, се уште за жал не се менуваат тие програми и децата немаат понатаму храброст да комуницираат соодветно, дури во рамки на семејствата со родителите. Да. И во принцип тоа е некакви корени има од детството, би рекла. Да, кај нас како се тие вредности поставени. Да. И не се охрабруваат да комуницираат луѓето. За многу работи кога размислуваме, децата си се раѓаат во ред, ама нели ние за да ги ставиме во тој одреден систем ги менуваме. И можеби да системот ќе ги менуваме, родителите сигурно можат да влијаат врз тоа да ја зачуваат, да ја задржат љубопитноста кај децата. Но ајде да зборуваме сега и за факултетите.
Факултетите кај нас продуцираат голем број на кадри. Верувам дека добар дел од овие кадри имаат квалитети, затоа што се гледа разлика кога некој завршил и студирал факултет и кога некој не завршил факултет, во однос, например, ако земеме економист, програмер, маркетер и така натаму, струки кои што се постојат со факултетско образование кај нас. Како ти гледаш на ова во однос на обуките? Дали овие луѓе имаат потреба прво од обука? Второ, дали обуката го заменува факултетот или е комплементарна и кои луѓе се најбрзи во прифаќањето на новите предавања и новите области кои што ги учите? Јас би рекла дека универзитетите и факултетите треба да постојат, но треба да бидат адаптирани и постојано и почесто и побрзо да ги менуваат своите програми. Да. Не сум поборник на тоа дека некој може да заврши курс и понатаму да работи, иако сега на компаниите им требаат конкретни вештини. Меѓутоа, заради себе си, луѓето треба да завршат, ако имаат капацитет, се разбира, треба да завршат универзитет, па понатаму да се надоградуваат. Значи, затоа се постојат центрите како М6 за неформално образование, затоа што сум поборник на доживотното учење. Дури моето мото, па и целиот проект што го имаме е чекор напред со М6, во насока на тоа дека треба луѓето да размислуваат, дека треба да растат. Таа филозофија од порано, ќе завршам факултет или средно, ќе се вработам и после нема ништо ни да читам, ни да се надоградувам, тоа веќе мислам дека треба и новите генерации да го заборават. Апсолутно. Но тука би рекла дека и повозрастните треба да се обидуваат да растат и тие секој ден, без разлика дали се во пензија или на која и да се возраст. Пензијата може да биде крај на нешто или може да биде почеток на нешто друго, ако ви одлучите дека сега кога сум во пензија ќе правам нешто што можеби не сум можел да го правам или да го работам претходно, или ми било некоја хоби, не знам. Некој слика, некој може да сака да плете па да го продава тоа. Зошто да некако, нели ако е смислата на животот? Живееме до секој до различна возраст. 60, 70, 80 и се надевам и повеќе. Сега во прочитав во Јапонија има над 100.000 луѓе кои што имаат над 100 години. Браво. Така да замислете ако отидат во пензија од 62 или 65 години, што ќе прават 40 години ако нема некоја смисла тоа што. Ама они го имаат тоа икигај, не што го викаат како не пензионирање, се пензионираат, ама се наоѓаат нешто што ќе ги тера наутро да станат смисла на живот. И мислам дека тоа е добра поента. Тука и на пример мене многу ми пречи во Македонија што не се користат доволно луѓето кои што се повозрасни, кои што се пред пензија или во пензија, затоа што тоа се луѓе кои што се искусни и од друга страна имаат мудрост на животот што младите немаат, да кажеме, си бараат комуникацијски вештини, меѓутоа нивните баби ги имаат. Значи зошто да не ги и дедовци, зашто да не ги поврземе овие групи на луѓе за да едноставно си помогнат. Зошто не ги користиме повозрасните доволно, како општество, мислам. Токму тоа е идејата во принцип, зашто обстојуваат тие луѓе толку долго време, затоа што тие се искористени од тоа општество. Овде кај нас, за жал, би рекла, проблемот е што ние го забораваме тој дел. Значи, едноставно ни да достига почит. Нашето општество во изминативе 30 години во ова време на транзиција, мислам дека погрешно ја поставивме демократијата пред 30 години и заради тоа немаме чувство на почит и одговорност. Значи, не се почитува постариот, не се почитува животната средина ако фрлиме ѓубре на улица, не се почитува соговорникот ако му се убациме во реченица или во збор. Дали е тоа во било каков разговор или во рамки на работење во компанија, значи, тој недостаток на почит. И тоа е еден од најголемите проблеми кај нас во ова општество, а тоа се создава од мали нозе, како се воспитуваат луѓето и какви вредности имаат. Кои ни се идеалите во општеството. Дали е тоа, например, пејач, во светот има, да речеме, познати пејачи, спортисти, па тие се идеалите, или се политичари,
и сакам, значи оној кој што ти е идеал, па како дошол до тоа ниво. Учиме од тоа. Да, како да го следам тој пат. И сега тука кај нас погрешно ги поставивме работите и се надевам дека ќе имаме доволно критична маса да тој дух на македонскиот народ го промениме. Мене ми беше за доживотното учење, работење и активација многу интересен гостин што претходно ни беше тука. Бобан Даволон раскажува за неговото искуство со друг продуцент, организатор на настани на некој музичар. И вика ми се јавува и ми вика, он има 78 години, ми вика, значи за 2 години се гледаме во Македонија, треба ваков настан, таков настан, колку се они активни, вика, дури мене ме зезаат дека сум јас млад во мојата област. Додека кај нас некако, она што мене ми е многу криво, е дека ние на 35 години, на 40 години, на луѓето им викаме, ти више си готово, престарен за ова, престарен за она, што е многу лош пристап. Од друга страна, има кај нас примери и мислам дека тие се многу позитивни. Јас имам околу себе луѓе кои што на 65 години научил 3D Max, а инаку учил архитектура, па бил уметник, цртал со рака, па потоа научил на поголема возраст некоја друга програма, па учел 3D Max на 66 и сега учи AI алатки за монтажа. Значи, сега има 70 години. Значи, апсолутно, нашиот мозок е тука додека е тука ако го користиме. Како да, колку можат компаниите да вложуваат на овој начин во своите вработани, затоа што ние сепак сме во компанијата до одредена возраст, а и кога ќе си отидеме од неја, можеме да бидеме алумни во пензија, кои што ќе придонесуваат кон новите генерации. Да, но јас би рекла не е компанијата, Добре. може би компаниите. Понекогаш треба да сте спремни на промени. Кога треба да направите промена, понекогаш ако имате амбиција во кариерата, понекогаш е побрзо да се отиде не е праволиниски, туку да се цик-цак. Тоа е еден совет што го добив од еден претходен мој, да речеме, ментор. И навистина е така. Понекогаш, ако гледате дека давате максимум во одредена средина, сакате да отидете понапред, да научите нешто повеќе, значи, да не биде тоа само можеби една компанија. Иако јас сум поборник за лојалност во компанијата, значи треба да се гради и кариерата, меѓутоа треба некогаш и да се процени кога некој е среќен. И што дали му треба некој чекор напред да отиде. Во смисла на ова што го зборувавме, значи баш тоа, доживотното учење, секогаш да се чита повеќе, да се размислува повеќе, да се создава една мрежа, значи нетворк што би рекле. Ние за жал тука велиме со врски, но во светот не е со врски. Тоа е со помош на вашиот нетворк. Таа мрежа што ја имате на познанства. А секаде постои, тоа мора да го кажеме. Значи, ако имате вие мрежа, секаде сте во плюс. Ама кога влегувате во некоја мрежа или градите мрежа, не влегувате себично и само за својот интерес, туку треба да ја размислувате како сите ќе добијат, значи некаква вредност да донесете вие во таа мрежа. Исто е и со вредноста во компанијата и вредноста во семејството, вредноста што јас ја давам како индивидуа во општеството. Апсолутно. И стално го цитирам и Кенеди, во однос на ова се што ни се случува тука, се напаѓаат, било која власт се напаѓа, но никој не седнува да се запраша што јас направив денеска за оваа држава или оваа компанија или оваа семејство да биде подобро. Апсолутно. Што ги разликува во оваа насока и во придонесот кон компаниите и во придонесот кон општеството, што ги разликува директорите како директори од оние кои што се лидери? Затоа што си работела со многу луѓе кои што се на менаџерски позиции. Еве нека не е и директор во компанија, но водат тимови, некогаш водат и огромни тимови и милионски проекти и така натаму. Што ги разликува тие што ги водат компаниите напред и можеби некогаш и целите индустрии напред во однос на тоа како треба и поставуваат стандарди? Вака во твоите очи, дали може да ми издвоиш некој пример за таков човек кој што ти си го увидела и што го издвоила, што ти изненадил? Па накратко би рекла визија. Тој што има визија
е лидерот. Менаџерот може да изорганизира нешто, значи Да. to manage, management значи to manage, значи да организираш нешто, значи да ја направиш работата како што е по job description, по опис на работно место. Одлично ќе биде, меѓутоа толку тука застанува. Но да се оди понапред, каде одиме, значи како в компанија, каде би отишле за 5-10 години, како таа компанија придонесува за општеството, значи да има повеќе вработени, да се плаќаат даноци, да ја заштитиме животната средина, да се вмрежиме со странски компании, да излеземе да ја промовираме и компанијата и државата, тука е разликата. Значи, она стално кога го кажуваат, нели, успехот, сите го гледаат успехот како една санта мраз. Сигурно сте ја виделе таа слика. Сите го гледаат успехот, признанијата, наградите и така натаму. Меѓутоа, никој не го гледа тоа што е долу. Да, што ја држи сантата мраз. Тоа е, можеби непроспани ноќи, можеби недоволно посветеност на пријатели и семејство во одредени моменти, многу патување, одрекнување од различни работи, токму тоа да одиш чекор напред и да имаш визија, го гледаат луѓето во тимовите и сакаат да следат одредена визија. И тоа се лидерите во компанија или во општество. Инаку конкретно, јас сум имала среќа да работам и да имам неколку, јас би ги рекла, ментори, дефинирани или недефинирани како ментори, кои што сум ги наблюдувала и сум гледала да видам како функционираат, што е она што го прават за да бидат успешни и дали можам јас да го следам тој пример или барем она што мене како индивидуа ми значи или имам таков афинитет за да одам во одреден правец кон мојата цел, нели. Кога работев во Мобимак, Светлана Петровска, значи, нели, сега сме исто, нели, за gender equality, имаме М6 сме членка во Women on Board Адрија, го промовираме тоа женско лидерство што треба да се роди и кога и стално кажувам дека она што е проблем за жените, конкретно за женското лидерство, значи жените веќе од 1800 година, значи скоро е да речеме 200-300 години, се обидуваат да го постигнат таа еднаквост со мажите и не успеваат, додека одредени групи лобистите се успеа за последните 20 години да имаат повеќе права отколку што имаат жените. Значи нешто правиме што не е добро. А тоа е пола од населението. Тоа е пола 51% од населението. Значи нешто правиме што не е добро. А тоа е психички затоа што најчесто жената на жена е непријател и многу ретко се наоѓаат жени кои што навистина може да бидат рол модели, кои што несебично ќе помогнат на сите. Ја имав таа среќа што ја имав Светлана Петровска во тоа време, која што навистина беше рол модел, која што споделуваше со сите, особено поддршка даваше на жените и како ментор, како жена сум учела од неа. Понатаму, кога работев во банкарскиот сектор, веќе го спомнав, Драголју Парсовски, со негови совети кои што ги даваше на сите во тимот, во однос на тоа како се води компанија, како се напредува во кариера и така натаму. И сега во последниве 10-12 години Светозар Јаневски, кој што е визионер, кој што има трансформирано неколку гиганти од Скопска пивара па понатаму Тиквеш и својата визија за тоа каде да оди не само компанијата, туку целата индустрија за вино па и за државата. Значи сега не само Тиквеш, туку и целата винска индустрија заради тие напори да се изгради Тиквеш како локомотива на македонската винска индустрија, ја носат Македонија во една друга димензија во светот. Апсолутно. Да бидеме препознаени. Виното е вистински амбасадор на државата. Сега ме повлече за оваа тема, затоа што навистина е многу важна. Ти си председателка на Wines of Macedonia. Извршен директор на Wines of Macedonia.
Тоа е компанија која што е креирана за да го промовира македонското вино надвор од границите на државата и според мене е еден од ретките примери кај нас како се креира бренд, национален бренд од нешто. Сега, ако порано се извезувало во галони вино и важело за некое вино кое што е ефтино, иако на вкус, ќе зборуваме после за тоа, јас верувам дека нашето вино е меѓу подобрите, и тоа се повеќе колку се дружам со луѓе кои што живеат надвор од Македонија, ми станува јасно колку е добро кога ќе го пробаат, се сите воодушевени, нели? Од друга страна сме го извезувале како ефтино вино. Wines of Macedonia и веројатно работата на големите компании ги спомна Тиквеш, меѓутоа и останатите поголеми компании во винската индустрија придонесува да се смени овој начин на гледање на нештото, да почнеме да извезуваме вино како што треба во убави стаклени шишиња и да може да влезете, не знам, во најексклузивен ресторан во Белград и да ве пречека бела вода што е македонско вино или вина на Бовин или вина на Лазар, кои што изгледаат прекрасно и се, нели, како што треба презентирани. И сега, како го градевте овој бренд? Како го граделе пред тебе и како ти го гледаш во иднина македонското вино надвор од границите, каде треба да се постави? Само мала корекција, не само во Белград, туку и во Лондон, например. Во Њујорк. Добро, фала ти што ми кажа, не сум била во Лондон. Пошто не идеме само во регионот, значи ние имаме амбиции македонското вино од светот да го освоиме. Супер. Јас стално кажувам дека навистина ние треба да се гордееме дека имаме најубавото вино во светот, но треба да поработиме малце тоа да го препознаат луѓето. Значи, има доста работа, има напори направено винариите индивидуално, со тоа што ги градат капацитетите, во смисла на квалитетот на виното, амбалажата и така натаму, меѓутоа и понатаму здружено како да се промовираме во странство. Ни фалат приказни и ни фали уште развојна компонента, не само од страна на винариите, туку и сите стейкхолдери, би рекла, тука и државата. Ќе објаснам после за тој дел, но винариите навистина направија чекор напред во тоа дека стануваат посвесни дека потребно е да креираат производ со додадена вредност. Значи, се уште имаме ние наливно вино. Околу 50% од производството ни е наливно вино. И тоа не е лошо. И тоа не е лошо, меѓутоа, замислете тоа да отиде во шише и да биде извезено. Значи, вака, во Македонија се произведува околу 80-90 милиони литри вино. 50% од тоа е наливно, за жал. А од 90 милиони, 85% оди за извоз. За странски пазари, бидејќи ние сме релативно мал пазар. Да. И сега тоа, а тој извоз е околу 50-60 милиони евра, што е навистина голем дел од бруто домашниот производ, значи во трговската размена и така натаму. Значи, оваа индустрија на хартија е стратешка индустрија, абсолютно, но де факто не е, затоа што за жал немаат винариите доволна поддршка. Во смисла, например, на инвестиции, иако имат одлични програми на ИПАРД, ИПА фондови, меѓутоа, па тие што сакаат да инвестираат не се во можност да ги искористат тие средства, така да тука би рекла како некој зачаран круг е во однос на развојот на оваа индустрија, но сепак се менува свеста и треба заедно да работиме со винариите и со владата да го смениме тоа. Апсолутно. Инаку, за меѓународна промоција, ние добиваме поддршка од Министерство за земјоделие и ние благодарни сме на таа поддршка, меѓутоа дали е таа доволна? Не е за жал доволна, затоа што отприлика околу 200.000 евра за учество на неколку саеми во светот. Колку е отприлика, например, да се учествува на саем? Зависи од саемот. Например, на ProWine целокупниот трошок е околу 160.000 евра. Ние до лани добивавме 80, сега стои 10.000 евра, останатото е на винариите, што треба да го поделат. Ама тоа е еден саем. Има и други саеми, каде што би требало да бидеме представени. И не само саеми, туку промоции, директни патувања, остварување контакти, вмрежување, она што го кажавме.
Значи, од тој аспект би рекла, Македонија беше лидер во регионот и уште сме лидер во квалитетот и во количината. Имаме 28.000 хектари. Да не ме сватат погрешно, може ќе ме гледаат и во Србија. Србија има околу 8-9.000 хектари. Меѓутоа, они имаат визија како држава и го градат тој имидж Србија земја вина. И со се она што се случува со Open Balkan, значи сега веќе ни го земаа приматот. Значи ако тие 250.000 што ги спомнав, вложуваат годишно 8,5 до 9 милиони евра во промоцијата, во филмот, значи има филмови, се снимаат, промоции на секаде низ светот. Значи изграден е тим кој што работи само на тоа. Апсолутно. Ние за жал мораме да го работиме тоа сами. За жал во сите области е така и сега она што верувам дека ние сме многу големо на КНИ-нат, па и со помалку правиме повеќе, ама некогаш повеќе се пак повеќе и тука нема, тешко е да се борите со 200.000 против, не против, туку на ист пазар каде што на некој настапува со 8 милиони. И јас верувам дека треба да се вложува исто и поддржувам, меѓутоа, она што за мене го прават силните држави добро, тоа е креирањето на таа приказна околу нештото, затоа што виното е цела една култура. Вие доаѓате да пиете вино, дали на фестивал, дали на представа, дали на тури туристички и така натаму. Цела една приказна која што светот треба да ја слушне. Сега за да ја слушне тоа чини, мора да се стигне на дигитални медиуми, не е и само саемот, значи треба луѓето, публиката да сака да дојде на тие тури тука да ги направи. И она што, ете, баш добро што ја спомнавме Србија, а предходно било тоа да кажеме Франција или Италија, ние сме виделе едно чудо продукции светски и холивудски и домашни на секоја од државите кои што се случуваат во винари. Можеби не целосно, меѓутоа еве сега оваа серија која што ја изгледав, буквално се фокусира на тоа, на одредено некое вино таму што се произведува и како тоа толку добро го направила женава, па како тоа она окрупнела, што значи вложуваат и во мајндсетот на луѓето да сакаат да работат во таа индустрија, да сакаат да ја развиваат и да сакаат гордо да се осеќаат и да ја промовираат. Тоа мислам дека добро го правите за сега, нормално со ресурсите што ги имате, но државата тука може и преку култура и преку сите други и туризам и преку сите други области да придонесе да станеме една винска дестинација, особено што сега пиевме едно orange wine, кое што беше како представено како многу интересно во една држава, дека е посебно за таму да се проба. Виното беше реално лошо на вкус. Сега, нели за вкусови не се дискутира, ама не беше... Конкретно за виното се дискутира. Да, добро, фала ти, не беше добро и, нели, добро, не можам да го пијам, стварно не можам да го пијам. Нема квалитет, И добиваме второ вино, како ова е врв најдобро. Сите паѓаат во несвест, ние седиме, македонци го пиеме добро, ама вакво вино кај нас има за 400 денари, за 500 денари да се купи во маркет. Ова ние на нас нормалното вино што го пиеме, не е дека треба да паднеме нели на дури имаме и шала за тоа, дека со таквото вино ние ги миеме бочвите. Така некако ние со ми таквото дојде. вино ги миеме Што бочвите. значи квалитетот е тука и сега малку како да го испромовираме. Кое е последно добро вино еве ти што си го пробала? Нека биде македонско, нека биде странско, сеедно. Сите македонски вина се прекрасни, би рекла. Тоа Значи, е на факт. вистина, дали ќе од која и да е винарија да пробате, се одлични вината. Сега ние треба да работиме баш на таа препознатливост. Која ти е омилена Значи, сорта ета? Вранецот се разбира. World Вранецот. Vranec Day. Значи да, ние спомнавме преска дека промоциите во светот, меѓутоа ние веќе 7-8 години тука во Скопје организираме Светски ден на вранецот. Да. Токму со таа цел да го популаризираме нашето вино преку сортата која што ни е најзастапена. Но она што го кажа е баш тоа и што го зборевме дека виното или било која индустрија, државата се промовира на различен начин. Сега ние еве да се вратам на тоа. Значи има приказни каде што во светот се пиело повеќе во Америка се пиело мерло, во еден филм разговараат двајца другари, едниот му вика на другиот: "Ај осте вика мерло, пробај пино." Само заради филмот почнува да расте продажбата на пино ноар и луѓето стануваат свесни за таа сорта.
ние се надеваме дека ние ќе направиме, ќе смогнеме сили да направиме промоција на вранецот како сорта, затоа што ние навистина тука ја имаме и таа е нашата гордост. Значи, било кое вино со вранец, на кратко одговорот, затоа што е моќен. Вранец значи Black Stallion или црн моќен конј, кој што во принципи треба да ни биде лајт мотив за она дека ние имаме коњи за трка. Да. Вранец. Не само вранец, туку имаме коњи, имаме производ со кој што можеме да се гордееме. За жал, се помалци и помалци такви производи имаме. Не градиме брендови кои што би ги извезувале. Некако сакаме тука на нашето буниште да си играме и во нашите кругови да си играме, да не излеземе надвор да покажеме. Токму таа несигурност, незнаење, некомуникација, Да. И затоа како М6 сега ќе се вратам, се обидуваме токму тоа да ги мотивираме луѓето да научат да се охрабрат да направат нешто повеќе. Е малку едукација што јас ја добив и за тие што не слушаат. Многу ми беше интересно кога ми кажа дека јас искрено верував дека добро вино многу влијае дали има добра тапа. После да пробав Orange Wine, не е фер толку да го хейтаме, ама дали тапата влијае на квалитетот на виното? Не. На квалитетот на виното не. Меѓутоа, ако виното се спрема да трае, значи да одлежува, што би рекле во шишиња, за да може да се конзумира најдобро да биде после 10-15 години, тогаш тоа се затвара со тапа. Ако е виното припремено да биде конзумирано за следната година-две, тогаш може да се стави стелвин, се вика тоа, стелвин. Капачето, да. Така да, оние кои што се произведуваат за секојдневна употреба, да речеме, од економи или економи класата, и оние средна категорија дури може да бидат и со стелвин. Австралија така го направи својот подем. Затоа што имаат големи количини, ги извезуваа во Кина, во Европа, насекаде, и австралиско вино, иако е премиум вино, нема тапа. Да, интересно. Иако би рекла, ама треба брзо да се конзумира. Значи, тапата, дури може и да го уништи виното, значи. Како? Ама за тоа, сега, пак, некаков микс помеѓу денешниот разговор ние микс измеѓу вино, обуки, ама еве, имаме обуки и за вино, и за сомелиери. Значи, ако сака некој, може и за тоа да научи малце повеќе. Да, интересно. Па и од тоа може би дури да излезе нова професија. Ако е некој новинар, пример, може да стане вински новинар, да отвори свој блог за вино. Ние немаме доволно кадри за тоа. Немаме, за жал. За жал кај новинарите многу малку млади се запишуваат на тоа и фали она креативност и предприемчивост што може да се прави. И за да пишува да го промовира виното, понатаму може да биде некој кој што ќе влезе како PR маркетинг во винската индустрија. Па дури ние имаме и толку убави да речеме сега во последно време ресторани каде што во принцип за жал многу малци се тие на број кај што има добра храна, македонска традиционална, спакувана на еден модерен начин. Значи, кај нас сме навикнати на кебапчиња, пилешки и крилца, значи, зборувам за поголемиот дел од населението. Меѓутоа, и тоа, или чварки, например, јас сум голем обожавател со црвено вино. Со црвено вино. Значи, може да се спакуваат, ние имаат во ресторанот во Тиквеш, модерен начин на презентирање на македонската традиционална кујна. И се тоа ако се обучат луѓето како да го збогатат менито, како да го презентираат виното, значи кога ќе дојде странскиот турист, тука ќе едноставно ќе знае дека имал едно убаво искуство, дека имал кој да му го покаже, да му го раскаже виното и дека пробал извонредна храна. Ние можеме да кажеме дека имаме извонреден квалитетна производи, например, кога некој ќе дојде од страна и ќе проба македонски патлижан, домат, се воодушевува од вкусот, затоа што тоа го нема се уште. Ама домат не можеш да си однесеш дома, а вино можеш, и баш сега
близок мој беше во Калифорнија и јас, например, навистина не знаев доволно дека они имаат многу добро вино и уствари заради сончевите денови и добар домат и други работи. Така што конкретно за виното беше многу изненадување и како што ќе си донесам дома од тука, ајде едно вино и беше убава работа. Јас исто од Ерменија мислам си донесов вино и мислам дека е убав подарок за секого. И обично и ние кога одиме некаде им носиме флаша вино, ако е добро спакувано да преживее како изгледа тоа префрлање на куфери, додека да се стигне некаде, зошто да не се даде како подарок ете македонско вино, некој да го проба и така да се испромовира. И јас кога патувам, купувам вино или кога одиме на настани на сајми, таму се вино. И тука си го купувам нашето. И кога имаме собирање по дома со пријатели и правиме некакви дегустации, ај ќе пробаме сега молдавско, ќе пробаме германско и така натаму, и на крај завршуваме со нашето и заклучуваме дека е најдобро нашето. Иако зборувам дека, например, последно пиевме од Тоскана, од Антинори, извонредно вино. Сигурно. Меѓутоа, нашето беше на исто ниво, па дури за нас и за наши вкусови поубаво. Да, јас имам сега еден, мислам, гостин не беше француз што живее во Бордо, значи цел живот пие вино исто како што кај нас се пие, нели, на најразлични настани. Нас не е нормално да пиеме црвено вино на слава, например. И баш го искоментира тоа дека вика вашево вино е тоа, значи предобро е. Дури му се допаѓаше на човек кој што разбира за тоа што растал со тоа, не ни доаѓа од крај на Франција каде што нема вино, туку баш од кај што е виното и доста баш таков коментар даде што беше многу искрен. И јас искрено верувам на тоа затоа што тоа е публиката, некој што сака да купи и да пие вино, ти е најлогичната публика, па и да експериментира вака како вас со некои нови и на крај да заврши дека македонското е вистина меѓу најдобрите вина. Интересно ми беше овој пристап, како според тебе може да кажеме еве ако изградиме подобра приказна кај виното, како може да отиде кај другите индустрии, да се едноставно преточи? Дали веќе е време да почнат индустриите меѓу себе да се обучуваат? Например, ако некој направил добар пиар за вино, зашто да не направи добар пиар за некоја друга област? Точно нема да ја знае во детали, ама зашто да не ги обучи, да кажеме, луѓето кои што работат во тие области? И па токму тоа е во принцип. Виното е навистина не само амбасадор на Македонија во странство, туку и може да биде, ако добро размислуваме и стратешки развојно, може да биде добар тригер и двигател на другите индустрии, затоа што спомнав, ќе дојде, значи прво имаме извоз. Ако го промовираме извозот на македонското вино, ќе си ги заземе своите позиции на странските полици, ќе има демант, побарувачка ќе има и ќе има уште поголеми цени може да постигне. Тие цени може да се преточат на крајот кон лозарите. Значи прво треба да го изградиме квалитетот, соодветно да ги воспоставиме тие географски ознаки и едноставно го позиционираме. Таму го привлекуваме вниманието, доаѓаат туристи тука. Значи прво преку трговската размена, после тоа ги привлекуваме туристите тука. Тие треба да спијат некаде, треба да јадат, да се напијат вино. На концерт. Значи, тука имате индиректен ефект на другите индустрии, како што се, нели, хотелиерство, тоест туризмот генерално кога видите. Да. Па понатаму, ако се тоа, пример, настани некакви кои што се одржуваат, стратешки договорени, пример во текот на летото дори трае бербата, па ако се направат соодветни вински патишта, и не мора да е само со вино, дури ако туристите доаѓаат во Охрид, да ги донесеме до Тиквешкиот регион. Ние сме имале туристи од Албанија, седат 10 дена на море, им станува досадно, доаѓаат во Тиквешијата на дегустација за вино, затоа што знаат дека тука ќе пробаат одлично вино. И тоа не само за Македонија, туку ако успееме тие туристи да ги донесеме што доаѓаат во регионот, уште повеќе. Да. Ама, значи за тоа треба и пример безвизен режим за одредени земји. 200-300 илјади туристи годишно доаѓаат од Кина, го посетуваат целиот регион,
а не доаѓаат во Македонија, затоа што само за Македонија им треба виза. Значи, ако го поставиме тоа како стратешки производ и соодветно направиме план, може да влие и на другите индустрии. Апсолутно. А во тој Синџир, например, туристите ќе дојдат и сувенири ќе сакаат да купат. Значи, значи еве да не земеме, да не одиме многу далеку. Кога ќе отидете во Турција, значи во Турција доаѓате во ресорт и таму ви продаваат. Ќе одиме на, па дури веќе почна и во винари, одиме на во каменолом да си купите камен, меѓу време и ќе си купите и килим, ќе си купите и нешто друго и ќе ги оставите парите и тие завршуваат во таа економија. Да, дури беше и системски ќе ви го однесат, значи има систем како ќе ви го однесат килимот. И во случајов со виното би било полесно доколку направиме, да речеме, како за една замисла, некој bonding warehouse негде во Германија каде што сите винарии може таму да го стават виното и од таму да се испорачува полесно. Значи да го не мора да биде тука заради... и викаме ако сакате може Ама тоа може да биде испорача. спонзорирано, поддржано или преку проекти или преку државата, каде што во принцип полесно можеме да го испорачаме тоа како производ. Да, тука веќе мислам дека е државен интерес сериозен и логично е државата да поддржува вакви проекти кои што понатака важно е да имаат одржливост и да ќе си ги преземе логично и самиот приватен сектор. Сега многу зборувавме за работа и за вино, што ми е многу драго, ама што правиш со слободното време, затоа што веќе кажавме еве 2 компании во кои што си на водачка позиција и сето тоа е супер, но што со оние часови во денот што си преостануваат. Интересно ми е дека освен што слушаат подкасти, успешните луѓе често прават и некои други интересни работи. Што правиш кога си дома или некаде надвор од дома? Јас би рекла дека не сум поборник за слободно време. Ке не утепаат сега младите што гледаат како work-life balance. Каде е баланс? Точно заради тоа. Што е work-life balance? Јас сум поборник на тоа што се вели work-life integrity. Ако ви успеете да го интегрирате вашиот професионален, приватен живот, семејството, пријателите, работата и да го работите тоа што го сакате, да одредите начин на действување, кој ќе најдете смислата на животот, тогаш слободното време е пак е за вас и работата е пак е за вас. И секој миг е сам за вас, тоа што вас ви исполнува. Јас се обидувам да живеам така. Тоа значи во моето слободно време, јас ако го дефинираме како слободно време, јас сум на село, на викендица, во бавчата, со засукани ракави, со гумени чизми и работам на нива. Или на лозија. Пред 2-3 години инвестиравме во лозија и работиме и лозија во Кавадарци. Така да, повеќе, тој допир со земјата. Значи, некој ќе рече тоа може би е како терапија некоја, допир со земјата. Ако јас во моментот сум проценила дека тоа мене ме прави посрекна и наоѓам смисла во тоа што го правам, тогаш го правам и не е слободно време. Инаку и подобро си јадеш на крајот од денот, што секогаш win-win. Инаку со пријателите играме белјот. Што е белјот? Белјот е француска игра со карти. И правиме турнири и тоа е исто за активација на мозокот. Значи, покомплексна игра е од оние игри што ги знаат, да речеме, повеќето луѓе тука. Така да тоа е едно интересно задоволство. И играта е со адути. Значи, не се 52 карти, значи не се од 1-2 натаму, туку од седмица нагоре. Добре. И на секоја рунда се одбира адут. Играат во парови, се игра. И играат двајца против двајца. И секоја рунда е различна боја е адут. Како, например, адут е срце или пик? Да. Значи, зависно од картите кои што ќе бидат поделени, пример, се одбира срце, кога ќе се затвори, следната може да биде каро и така натаму. И после има систем на броење, така. И тоа е можеби затоа што сум математичар, малце мозоков треба да биде активен.
И така, тоа е предизвикот, да се реши некој проблем, да се реши некоја ситуација. Тоа е тој предизвик. Смисла. Смисла, да. Да, супер ми е ова со бељото, ама те молам да ми ги дадеш правилата за да може да ги објавиме за оние како нас што не ја знаат играта. Инаку баш интересно ми звучи, значи не е класиката Редење на карти. Макао и како бе Джандър збира и бридж. Добра, точно супер. тоа го правам. Забава е, меѓутоа е и за одржување на мозокот и мозочните вијуки. Супер ова. И за крај, затоа што континуирано си во некоја мотивација, нешто сега ново да се прави, мене тоа ми беше многу интересно кога те запознав. Кажи ми, што е тоа тебе што те мотивира и што те тера и како, еве, некој ако сега не следи и не дослушал до овде, а да кажеме можеби во фаза во животот каде што сака да се откаже од нешто, да не продолжи да создава и да ствара или бара work-life balance со работа која што не ја сака и не си прави собствена мотивација и таму да му е убаво. Што е тоа што тебе те тера? Што можеме да им кажеме за да заклучиме и да ги поттикнеме оние кои што не слушаат да направат и да се активираат? Веќе 27-8 години работам на себе, значи како тој личен развој. За да го работи и верувам дека уште не сум стигнала до крајот. Сигурно. Меѓутоа, ако за нешто ми требало можеби 2 недели да го работам на почетокот, сега можеби ми треба 5 до 10 минути. Навистина е така. Значи, кога работите на себе, на своите вештини, меѓутоа и на разбирањето на себе, ќе знаете што во моментот ве тера да одите напред. Прво треба да се најдете себе си. Значи, јас сум јас. Што е тоа што ме мотивира и што ми треба за да стигнам таму каде што сакам да бидам. Значи, дали сакам да ги мотивирам другите, да го споделам знаењето, значи тоа учителското можеби во мене. Затоа што предавав математика на почетоците на мојата кариера, па тоа споделување на знаење, кога веќе сум дошла до овој дел, да го споделам веќе знаењето за да може да им помогнам на луѓето да не можеби чекаат 20 години, туку побрзо да го изодат патот. Ме тера желбата да секој ден ми е поразличен од претходниот и јас да имам внатрешно чувство дека одам напред. Дека растам. Психички, ментално, социјално, како сакате. Работа на себе е многу битна работа која што ние ја забораваме. Некогаш, работејќи на се друго, забораваме да си се погледнеме себе и да се прашаме дали сум јас тука кај што треба да бидам, затоа некогаш не требаат години и месеци, туку некогаш е потребен еден час. Но што кога ќе паднеш, ти се случило некогаш да имаш неуспех? Може ли да ми дадеш пример кај што си мислела дека нешто ќе биде добро, ама едноставно не биднало и како ги надминуваш, затоа што ако нешто видов кај сите овие луѓе веќе 40-тина што ги снимивме тука, тоа е дека сите имале неуспеси, ама неуспесот го гледаат како паднав станов. Има ли пример каде ти си паднала и како после се исфрли во следната брзина? Да, омилената реченица на мојата најдобра другарка е: не е битно дали ќе паднеш, туку да знаеш да станеш кога ќе паднеш. Да. И стално тоа си дискутираме околу ова, нормално. Значи, има една вежба која што и на студентите кога предавам ја давам, тоа е кога ќе се цртаат раката, како децата кога ја цртаат раката, и цртаат и треба да напишат 5 своји карактеристики внатре, што мислам јас за себе. 5 мои добри карактеристики. И си ги пишуваат, а понатаму 5 карактеристики што другите мислат за мене. И обично си мислат дека истото е тоа. Да. Јас им го кажувам примерот за мене. Значи, јас сметам дека моја добра карактеристика е тоа што сум упорна за да ги остварам целите. Меѓутоа, свесна сум дека таа моја упорност на некои луѓе им е напорна. Значи, понекогаш треба да знаеме до каде да одиме. Може би пред 15-20 години сум била поупорна отколку сега. Сега веќе знам кога да сопрам. Меѓутоа, ако сте упорни, само така можете да најдете решение.
за било која задача, било кој проблем, мора да пробате различни методи. Така, значи, тој предизвик како математичар да се реши задачата на различни начини. Не е само еден пат. Тоа е исто како во животот. Може некогаш ќе замислиме дека ќе стигнеме, одиме на излет, ќе одиме од тука до Маврово, да речеме, по тој пат. Ама може да се случи да треба да скршнеме од патот. Да. Мора да знаеме да се прилагодиме во контекст на таа прилагодливост на промени, што ја зборевме. Значи, мора да знаете кога да кажете доста е, нема веќе решение задачава, нема, или да го најдам соодветниот пат за да ја остварам целта. Така да, баш тоа е тоа што и со колегите пред 3 дена го зборевме, некогаш ќе дирате со главата во зид 100 пати и ќе кажете, чекај, дали морам тоа да го правам? Дали уште еднаш ќе го направите или има друг начин? Така да, не оди вака. Не оди вака. Да. А понекогаш, ако е тоа ситуација каде што ги оптеретува другите, мора да се најде друго решение. Значи, постоел неуспех, меѓутоа во одреден момент треба да се знае кога, јас барам, знам кога треба да кажам доста е, ајде да видиме некој нов проект, да видиме нешто ново, да видам од тоа да извлечам некаква полука, што ќе значи за мене за да бидам јас подобра како човек и подобра како колега за тимот или за било што. Секогаш ми било една од работите која што искрено мене не ми се допаѓала и генерално еве и во Змај начинот на кој што работиме се трудиме да биде достапен до луѓето низ Македонија. И гледам дека и вие имате таа тенденција, некако се централизирано во Скопје, па не е потоа ни чудно кога луѓето нели многу често доаѓаат да живеат тука, а другите градови кои што имаат сопствени потенцијали сериозни, остануваат недоволно развиени. Интересно ми беше дека најавувате и вие како М6 дека ќе почнете да работите и надвор од Скопје, што е следно? Следно е во светот. Фала за прашањето. Во контекст на развојот, на тоа што го спомнавме преска, да не се занимаваме со нашето буниште, М6 во следниот период отвара на нова локација, значи подружница, отвараме нов тренинг центар во Кавадарци и таму ќе бидеме поблиску до оние компании во централниот и јужниот дел од државата, каде што ќе може да дојдат на тренинзи на М6, што би ги организирале на таа локација. Но, конкретно, во моментов имплементираме и learning management систем, каде што некои од тренинзите ќе ги снимеме и понатаму ќе ги дистрибуираме и ќе бидат достапни на луѓето во светот. Ќе бидат достапни на различни јазици и се надевам дека ќе го прошириме футпринтот на М6 и побрзо и во регионот и во светски рамки. Што е она различно што ќе им го дадете на луѓето преку онлайн курсевите, например? Зборувам во делот, ние гледаме дека постојано се појавуваат различни курсеви кои што се онлайн. Што ќе ве издвои вас како М6 од останатите курсеви кои што се достапни на меѓународниот пазар? Тоа што ќе не издвои нас како М6 е тоа како ги концепираме тренинзите. Значи, не само за класични тренинзи за развој на вештини, туку и за обуки по индустрии. Значи, ние веќе имаме креирано обуки кои што се така наречени excellence in, извонредност во. И тука идеме во индустрии, навлегуваме во индустрии, excellence in retail. Значи, извонредност во работење на во малопродажба. Значи, тука имаме експерти од пракса, значи не зборуваме за теоретичари, туку луѓе кои што навистина хендзон искуство ќе пренесат на посетителите и тоа не е еден предавач, туку 10 различни предавачи од различен аспект. Екселенсин, значи извонредно на македонски, извонредност во извоз и логистика. Да, сега подготвуваме извонредност за туризам и хоспиталити. Така да и допрва ќе следат таквите тренинзи, а нормално и останатите кои што ги нудиме или за кои што ќе има интерес.
Супер звучи, мислам дека ќе бидат баш интересен производ што ќе можеме да го извеземе, особено со оглед на тоа што услугите, ако успешно се извезат, може да имаат многу сериозно голема додадена вредност на економијата, така да се надевам дека ќе се следи вашиот пример. Да. Во принцип, ние имаме на вистина извонредни експерти тука. Значи, луѓето што работат во македонските компании, може да се горди на себе и на својот напредок. Имаше една гостинка, ви како успеш тука, ќе успеш секаде. Да, буквално така. Значи, еве, јас ќе кажам еден пример, кој што, може би некој го слушнал, тоа е во делот исто на мојот личен раст и развој. Кога јас како математичар работев во Мобилмак, во односно на менеджер лидер, кога работев, јас извонредно си ја извршував мојата задача. И јас мислев дека тоа е одлично, јас тоа го работам и сум навистина експерт во областа. И бев експерт во областа, но кога отидов на конференција во Амстердам, каде што беа значи луѓе како мене што се занимаваа со дата майнинг, јас бев специјалист за тарифи, значи аналитичар, математичар. И после конференцијата, тоест за време на конференцијата прашуваат прашања, разговараме и јас гледам дека јас не сум полоша од нив. Значи да не речам, јас повеќе знам од нив. И навистина така е. Истото тоа треба да го имаат како чувство и луѓето тука што работат. Навистина правиме некојаш баук за тоа како луѓето во светот работат, но и ние имаме тука знаење и искуство, имаме коњи за трка. Но се додека после конференцијата, после таа работилница, не застанавме во еден круг каде што разговаравме и човекот ме праша од Македонија доаѓаш, колку е GDP вика во Македонија? И јас не го знаев одговорот. Од таа моја фрустрација, зошто не го знам одговорот и не можев да учествувам понатаму, затоа што не ме сметаа за релевантна, од таа моја фрустрација се изроди желбата да се запишам на постдипломски, кој што ќе ми даде друго знаење, друга ширина, друга перспектива. И тука пак би апелирала дека тоа што сме го научиле во редовното образование не е доволно. Особено сега со појавата на вештачката интелигенција, мора да имате и други вештини и знаења кои што не се заменливи. Да, и ширина. За во случај ако вашата тесна специјалност биде заменета, барем да знаете да се адаптирате. А тука баш убав пример за потребата од повеќе различни знаења и интерес. Потреба за промена доаѓа од фрустрација најчесто. Него е незадоволство. Ова морам да го сменам, морам да одам чигор напред. Да. Ти благодарам многу. Мислам дека ова беше супер и верувам дека сите што не слушаа до тука уживаа и дека ги измотивиравме на крај дека во ред и да се падне треба да се стане. И ти благодарам, се надам дека пак се гледаме некаде или на една конференција или на повторно гостување. Благодарам за поканата, а може да дојдете и кај нас на подкаст. Доаѓаме.